Централен дневник на регионалната К1. Добро вечер. Со настаните од регионот, Македонија и светот, одиме веднаш по кратките најави. Останете со нас. Убиство во Свети Николе. Во самоодбрана пукал полициски службеник. Општина Велес го одбележува 22 септември, ден без автомобили, како дел од Европската недела на мобилност. Виктор Мизо очекува до крајот на годината обелоденување на уште неколку имиња на странски инвеститори. Синоќа во самоодбрана полициски службеник пукал во маж на возраст од 30 години, пошто му нанел огнострелна рана од која починал на лице место. Деталите ги има колешката Дијана Иванова. Убиство во Свети Николе. Првичните информации се дека станува збор за самоодбрана, кога полициски службеник вчера во 17 часот и 45 минути пукал во маж на возраст од 30 години. Основното јавно обвинителство Штип информира дека полициско униформирано лице при вршење на службени дејствија забележал возило Лада кое се движело со голема брзина, а пред кое имало велосипедист. За кратко време настанала вербална расправија помеѓу возачот на автомобилот и велосипедистот. Полицајецот реагирал согласно надлежностите, ги разбил учесниците во тепачката, при што се обидел да го легитимира возачот, кој што почнал да го влече и да го турка полицајецот. Насилникот потоа седнал во возилото, го фатил за рака полицајецот и го влечел со автомобилот 10 на метри од патот. Од брзината на движењето полицајецот паднал на коловозот. Потоа, според обвинителството, возачот на Ладата во 2 наврати се обидел да го прегази полицајецот. При вториот обид, полицискиот службеник во полуседечка положба пукал од службениот пиштол во 30-годишниот Свети Николчанец, при што смртно го ранил. Од полицијата информира дека по наредба на јавниот обвинител, телото на починатиот е предадено на обдукција, а истрагата продолжува. Вчера во раните утрински часови во итната медицинска помош во Велес е донесено бебе старо 9 дена. По самиот преглед констатирано е дека машкото бебе нема знаци на живот. Причина за смртта најверојатно е доенечка жолтица, но официјалните информации и резултати се очекува да бидат познати по извршената обдукција. Без знаци на живот, вчера утро околу 7 часот во итната медицинска помош во Велес било донесено бебе старо 9 дена. Според информациите кои К1 телевизија ги доби, врз детето немало знаци на насилство од страна на родителите. Бебето најверојатно починало од доенечка жолтица, но официјалните информации и резултати околу причините за смртта се очекуваат да бидат познати по извршената обдукција. Бебето го донела неговата баба, а од страна на доктор од итната медицинска помош настанот е пријавен во полиција, а известен е јавен обвинител. По наредбата од јавниот обвинител, телото на бебето е испратено на Институтот за судска медицина за обдукција, инаку бебето било пето во ова семејство. Почна изградбата на германската ОДВ Електроник во технолошко-индустријската развојна зона Охрид Струга. Објектот во кој ќе се произведуваат компоненти за автомобили е инвестиција од 15 милиони евра, а ќе се гради во 2 фази и ќе бидат отворени околу 1000 нови работни места. Фабриката треба да биде готова до јуни 2016 година. Владата, според премиерот Никола Груевски, по долг период интензивно работи на подготовка на соодветна бизнис клима, која ја стави државата на мапа на странски компании заинтересирани за проширување на своите бизниси. Новиот објект, според премиерот Груевски, ќе донесе нови технологии и знаења од автомобилската индустрија, кои ќе бидат значајни за развој на индустриското производство. Фабриката ќе придонесе и кон зајакнување на извозот, бидејќи сите производи се наменети за странски пазари. Новиот објект, во кој ќе се произведуваат компоненти за автомобили, представува инвестиција од 15 милиони евра. Тој ќе донесе нови технологии и знаења во оваа област кои ќе бидат значајна придобивка за развојот на индустриското производство. Истовремено, фабриката ќе придонесе и кон зајакнување на извозот со оглед на тоа што сите производи се наменети за странските пазари. Во моментов ОДВ Електрик работи во Браунфилд објект во близина на Охрид, во постоечки објект, каде веќе ја почна својата програма за регрутација и обука на вработените.
Она што е посебно важно е дека по завршувањето на изградбата на новиот погон, кон средината на идната година, етапно ќе бидат отворени околу 1000 нови работни места од овој регион. На лице од овој регион. Сето тоа, заедно со најавената инвестиција на германската Костал, која исто така предвидува вкупно нови 1000 вработувања, значи големо раздвижување на пазарот на трудот за Охридско-Струшкиот регион, кој одамна нема виден оваков подем. Со влезот на овие две компании, можностите за работа на жителите на овие два града, а вклучително и на околните населени места, ќе бидат значително зголемени. Тоа директно ќе се одрази на подобрувањето на животниот стандард и финансиската сигурност на граѓаните. Бизнис климата со постојани позитивни индекси во Република Македонија. Владата преку постојана соработка со бизнисмените работи во насока на создавање услуги за инвестирање во државата. Се очекува позитивен одговор од најмалку 10 инвеститори кои би отпочнале производство во некои од домашните индустријски зони. Бројот на странски инвеститори кои сопствениот бизнис ќе го развиваат во Македонија и понатаму ќе расте. Наскоро се очекува најмалку 10 инвеститори да обелоденат дека одлучиле во некои од домашните индустријски зони да започнат со изградба на производствени капацитети. Можам да кажам дека сме во напредни преговори, разговори со околу 10 компании и дел од нив треба да донесат одлука во следните месеци пол до 2. Дел од нив веќе имаат донесено интерни одлуки, но се уште се чека сите оние интерни потврди и објавувања од страна на бордот на директори, бидејќи сензитивноста на овие информации со нивното тргување на берза се многу важни, кога и на каков начин таа информација ќе се пласира. Странските и домашните инвеститори се подеднакво важни за оваа влада. Оно што е значајно за бизнисмените е да го продолжиме оно што го работевме 9 години. Ние 9 години сме секојдневно во контакт со бизнисмените, дали преку посета на нивните фабрики, дали преку телефонски разговори, дали преку стопанските комори. Ние сме влада што умее да слуша и умее да ги прифати барањата на бизнисмените секогаш кога тие се во разумни рамки и кога можеме финансиски тоа да го издржиме. За подобрување на бизнис климата покрај многуте бенефиции кои што ги имаат инвеститорите, експертите велат, придонесуваат и државните инвестиции во патната инфраструктура. Земјоделството представува дејност во подем. По Агрокор и Apple Land пристигна во Македонија. Со инвестицијата од 5 милиони евра во дистрибутивен центар за јаболка ќе се отворат 100 нови работни места. По Агрокор и Apple Land пристигна во Македонија. Станува збор за откупно-дистрибутивен центар за јаболка, инвестиција од 5 милиони евра, со која ќе се отворат 100 нови работни места. Инвестициите во земјоделието и бенефитот кој македонските компании го имаат од оваа гранка, која е втора по развиеност, доаѓа од фактот што во државната каса, после средства од извозот од металуршката индустрија, која е водачка на пазарот на извоз, се слеваат девизии од извоз на земјоделски производи. Во текст и огласите на Агенцијата за финансиска поддршка во земјоделството и руралниот развој за добивање финансиска поддршка за подигнување на овошни и лозови насади, кои се отворени од 1 јануари до крајот на септември оваа година, а заинтересираните фармери може да аплицираат и на огласот за набавка на добиток и пчелни матици. А дека македонското земјоделство има потенцијал за понатамошен развој, говори и огласот за давање под концесија на земјоделскиот комбинат Џумаилија, кој ќе трае до 9 октомври годинава. Како што информираше министерот за земјоделство, шумарство и водостопанство Михаил Цветков, за овој оглас има интерес. Околу 30 на компании се заинтересирани за земјоделска површина, која е поделена на 4 целини. За секоја утврдена висина на инвестицијата, колку идниот закупец ќе треба да вложи, за што и за колкав период. Многу е како да кажам, поволно тука за овој крај, што меѓу другите услови во овој оглас е да секоја географска целина закупецот има обврска да вложи во одреден капацитет, така да во географска целина 1 треба да вложи 4 милиона евра минимум, додека во останатите 3 по 2 милиона евра. Со политиките кои оваа влада ги спроведува во однос на субвенционирањето во земјоделието и сточарството, полека ги враќа луѓето во оваа дејност, која од ден на ден се повеќе се развива во руралните средини.
Оваа влада прави огромни напори за земјоделството да оди напред. Еден од доказите за тоа се поволните кредити за земјоделците. Преку Македонската банка за развој обезбедени се 10 милиони евра, од кои 4 милиони се искористени. За земјоделците остануваат 6 милиони евра за кои можат да аплицираат. Ова е прилика да апелирам до сите земјоделци кои што имаат подготвено добри проекти, дека може да аплицираат за овие кредити од 10 милиони преостанати се 6 милиони евра. Каматата е ниска, таа е 3%, а веќе владата размислува за нејзино намалување. Значи веќе разговаравме ние на една од комисиите за намалување на каматата од 3 на 2%, што ќе значи уште поповолни ќе бидат овие кредитни линии за земјоделците. И предпоставувам дека на некој од наредните седници на влада и ќе го прифатиме ова намалување на каматите. И тоа ќе помогне многу на многу земјоделци да можат да дојдат до она што им е потребно. Овие кредити се наменети за 3 работи. За примарно производство, каде што повратот е за 18 месеци, за односно примерно производство, за преработувачки капацитети и за откупно-дистрибутивни центри. Средствата се даваат за обратни средства, таму е повратот за 18 месеци, или за основни средства, каде што повратот е за 5 или повеќе години. Можам да речам дека веројатно ако се усвои измената на каматната стапка, таа ќе биде 2% и навистина ќе биде тоа екстра помални услови за македонските земјоделци. Лозарите од Лозово и околината оваа година грозјето можат да го предадат во винската визба во Лозово, која од неодамна е во собственост на Езмит. Во оваа голема мера го олесни процесот на откуп за лозарите од оваа општина, вели градоначалникот Цветков. Откупот, како и преработката на грозјето од годинешната реколта е во тек. За лозарите од Лозово оваа година е полесно. Неколку месеци пред да започне откупниот период, винарската визба Езимит ја купи визбата во општина Лозово. Дел од откупеното грозје, оваа фирма ќе го складира во визбата во Штип, а дел во Лозово. Рестартирањето на винарската визба во голема мера го олесни процесот на откуп за лозарите од Лозово и околината. Грозјето сите ќе може да го носат тука во винарската визба, која што е на 5 километра од најоддалеченото место. Со тоа што нема да имат проблем, инаку порано ги носија Штип, Гивиелија, Кавадарци, Неготино, има многу проблеми. Вака сега е тука и проблемите ќе се намалат на граѓаните. Од голема важност за кооперантите е што Езимит вино нуди исплата на сумата уште на денот на предавањето на грозјето. Годинава планираат откуп на 20 на милиони килограми грозје. Оттаму велат дека грозјето е со висок квалитет. Се работи деноноќно со цел да се искористат поволните временски услови за да се преработи секое зрно грозје. Општина Велес се приклучи кон одбележување на Европската недела на мобилност. Со пешачење и возење велосипед, генерации на велешани го чествуваат 22 септември, денот без автомобили. Фреквентна сообраќајница беше затворена за превозни средства кои ја загадуваат природата. Целта е подигнување на јавната свест од потребата за заштитување на животната средина. Со пешачење од стариот мост до манастирот Свети Димитрија и возење велосипед до вливот на реката Бабуна во Вардар, во Велес се одбележа 22 септември денот без автомобили. Генерации на велешани денеска се обединија за да испратат заедничка порака до сите сограѓани. Тие повикаа на сплотеност во насока на заштита на животната средина, кон која треба одговорно и совесно да се однесуваме. Еве и денеска зимаме учество при оваа манифестација. Здраво тело, здрав дух, пешачење, дружење. Мислам дека е добро да се возат само велосипедот и со автомобилите многу повеќе се загадува природата. Да имаме здраво поколение, за здравјето убаво да се пешачи. Тоа е многу позначено бидејќи од автомобили се загадува воздухот, и поздраво ако возиме велосипеди. Денот без автомобили е дел од одбележувањето на Европската недела на мобилност. Настаните посветени на одржливата мобилност во урбаните средини оваа година се одвиваат под мотото Избери, промени, комбинирај. Оваквите манифестации допираат до свеста на граѓаните каде што дозволуваат да се случат тие промени во смисла на зачувување на еколошката
животинската средина до зачувување на земјата, планета, давајќи личен придонес и пример со користењето на велосипедите и користењето на личниот избор, дека секогаш имаме избор место средства што загадуваат со издувните гасови, имаме можност тоа да го промениме на најдобар можен начин. На национално ниво, настанот е координиран од Министерството за животна средина и просторно планирање. Представата Електра на МНТ освои Гранд При, награда за најдобра режија и најдобра женска улога на интернационалниот фестивал на античка драма Стоби. Наградата пак за најдобар машки актер му припадна на Стелпин Керим. Представата Крал Иби вечерва ќе биде одиграна во чест на наградените и свечено ќе биде затворена завесата на годинешното издание на Стоби. Представата Електра во изведба на Македонски народен театар ја освои Гранд При наградата на Интернационалниот фестивал на античка драма Стоби. Режисерот Андреј Жолдак на истата представа е најдобар режисер. Најдобар машки актер е Селпин Керим, кој го играше ликот на Прометеј во истоимената представа на Турски театар од Скопје, додека наградата за најдобра женска улога и припадна на Дарија Ризова од МНТ, која ја играше Електра. Ова е одлуката на жири комисијата на Интернационалниот фестивал на античка драма Стоби во состав председател Катерина Коцевска и членовите Јордан Витанов и Александар Георгиев. Организаторите се задоволни од овогодишното издание на фестивалот. Морам да кажам дека сме задоволни и од посетеноста и од тоа како реагира публиката на представите. Затоа што можам да кажам за одредени представи кои што јас веќе ги гледам по втор пат или по трет пат, реакцијата каква е на публиката во другите градови каде што се играат представите и каква е и овде во Велес. Морам да кажам дека имаме Велес има публика со преценет, со префинет вкус и знае точно да ги оцени добро представите и знае добро да гледа театар. Според оценките на организациониот одбор, 14-тото издание на фестивалот е успешно. Вечерва ќе им бидат врачени наградите на наградените, а во нивна чест Белешкиот театар ќе ја изведе представата Крал Иби, со што свечено ќе биде затворен фестивалот. Караванот Купи куќа, купи стан утре ќе биде во Велес. Сите заинтересирани можат да дојдат на презентацијата која ќе одржи Министерството за финансии во зградата на општината во 17 часот. Караванот Купи куќа, купи стан утре ќе биде во Велес. Сите заинтересирани за проектот може да дојдат на презентацијата која ќе одржи Министерството за финансии во зградата на општината во 17 часот. На презентацијата ќе учествуваат и градежни фирми од Велес кои имаат понуда на станови, како и представници од банките. Караванот Купи куќа, купи стан има цел да го приближи проектот до сите заинтересирани граѓани низ Македонија. Екипата составена од представници од Министерството за финансии, банки и локални градежни компании секоја наредна среда посетува различни градови. Обединетата македонска дијаспора го поздравува секој предлог и иницијатива за дебата околу изборниот закон. Правото на глас е загарантирано со устав, велат тие. Туристичкиот потенцијал со кој располага Македонија беше презентиран пред повеќе од 50 на туроператори во Јапонија. Обединетата македонска дијаспора го поздравува секој предлог и иницијатива за дебата околу изборниот закон. Бројот на пратеници и начинот на гласање за македонските граѓани со право на глас кои се наоѓаат во и надвор од Република Македонија. Според ОМД, изборниот модел, бројот на изборни единици и бројот на пратеници треба да бидат донесени едноставно како резултат на темелна инспиративност на јавното мислење на граѓаните во Република Македонија и на тие кои по било која основа се наоѓаат надвор од Македонија. Правото на глас на граѓаните, соопштуваат од МД, е загарантирано со устав и во никој случај не смее да биде нарушено. Повикуваат сите општествени фактори со сериозност да ја разгледаат нивната студија од 18 август, која, како што наведуваат, го рефлектира ставот и мислењето на неголемата организација на македонското иселеништво и македонците во светот.
Пред повеќе од 50 на туроператори од Јапонија беше презентиран туристичкиот потенцијал со кој располага Македонија, видовите туризам и можностите за инвестирање во овој сектор. Амбасадорката на Македонија во Токио, Андријана Цветковиќ, потенцираше дека субвенциите што владата ги нуди за туроператорите биле прифатени од страна на јапонските агенции. Голем дел од нив веќе ја контактирале амбасадата со намера да се информираат што повеќе за туристичките понуди во Македонија, а воено подготвуваат и тури. По предлогот и номинацијата од страна на македонската амбасада во Токио, оваа година во конкуренција на 169 земји беше избран Охрид меѓу 30-те најубави места во Европа од страна на јапонските туроператори. Охрид ќе биде промовиран од страна на Джата и на годинешниот туристички саем Джата Туризам Експо, кој е еден од најголемите саеми за туризам во светот. Саемот ќе трае од 24 до 27 септември и се очекува да биде посетен од над 150.000 посетители и над 40.000 туроператори туристички агенции. Министерот за здравство Никола Тодоров денеска е во посета на општина Гевгелија, каде ја посети општата болница и одржа работна средба со директорот и началниците на повеќе оддели. На средбата беше договорено да се набави нов мамограф за болницата. Гевгелиската болница е зајакната со нова медицинска опрема во вредност од 49 милиони денари, нови 33 вработувања за само неколку години, како и повеќе реконструктивни зафати со кои значително се подигна нивото на квалитет на здравствените услуги за жителите на овој регион, особено на оние од населеното место Николик. Уште неколку здравствени установи од регионот да организираме да доаѓа доктор специјалист по интерна медицина овдека во Николич, помага, односно да дава здравствени услуги од оваа специјалност, особено за хронично болните. И договоривме во тој дел да се организира со здравствениот дом овозможување на еден лаборант кој што ќе зема крв и ќе се прават крвни анализи во здравствениот дом, а резултатите ќе се испраќаат на матичниот лекар, откако матичниот лекар ќе биде избран и ќе почне да функционира овдека во Николич, за пациентите да не треба да патуваат до Гевгелија или до Дојран за правење на биохемиски анализи. Во изминатите неколку месеци целосно е реновирано детското оделение во болницата, извршена е замена на подови и прозорци во оделението за физикална терапија, обновен е централниот хол во болницата, а идниот месец ќе отпочне комплетно реновирање на оделението за неврологија. Денес во Брисел министрите за внатрешни работи на Европската Унија разговараат за мигрантските квоти. Загинаа 12 лица, а 42 се повредени во експлозија на бомба автомобил во источниот дел на Багдад. Вестите од светот во продолжение. Денес во Брисел ќе се сретнат министрите за внатрешни работи на Европската Унија и повторно ќе го разгледаат прашањето за зголемување на квотите при распределбата на 120.000 мигранти и бегалци ширум 28 земји членки на Унијата. Вонреден самит на лидерите на ЕУ исто така ќе се одржи на оваа тема. Германската канцеларка Ангела Меркел вети дека ќе направи се што е потребно проблемот со распределувањето на бегалците да се реши со консензус, а не со едноставно надгласување на партнерите од ЕУ. Германија го поддржува воведувањето на обврзувачки систем на квоти за распределување на бегалците за секоја држава, но источните земји членки на Европската Унија се против таквиот план. Чешка, Полска, Унгарија и Словачка, кои се против фиксните квоти за прифаќање мигранти во земјите од Унијата, вчера соопштија дека се подготвени да склучат договор со западните партнери за решавање на бегалската криза. Во експлозија на бомба автомобил загинаа најмалку 12 лица, а 42 се повредени во шиитската населба Амен во источниот дел на Багдад. Ова го соопштуваат полициски извори. За сега ниту една група не ја презеде одговорноста за нападот, но шиитските населби често се мете на сунитските милитанти од Исламска држава. Владините сили настојуваат да ги протераат исламистите од териториите на северот и западот на Ирак, но нивното напредување е забавено, особено во провинцијата Анбар. Во Ирак во изминативе месеци се интензивираа насилствата меѓу сунитите и шиитите.
Вардар и Работнички ќе се борат за освојување на третиот суперкуп на Македонија. Се поголемиот број ангажирани странски кошаркари причина за домашните да останат без работни обврски. Домашен спорт. За освојување на третиот суперкуп на Македонија ќе се борат македонскиот фудбалски шампион Вардар и куп победникот Работнички. Во пресрет на големиот надпревар, капитенот на Работнички Бажи Илиовски изјави дека очекува повторување на игрите од Еврокуповите и неизвесен дуел. Дуелите со градскиот ривал носат посебен шмек, како што знаете, за нас е успешна европска сезона, а од друга страна нашиот противник во Суперкупот, сезоната во првата лига ја започна одлично. Ова самото по себе е најава за одличен надпревар. Очекувам интересна и неизвестна фудбалска представа во убав спортски амбиент. Нека победи подобриот, порачува Илиовски. Надпреварот ќе се игра на националната арена Филип II во Скопје. На претходните две изданија, освојувачи на Суперкупот беа Шкендија во 2011 и Вардар во 2013 година, така што Вардар е на чекор до освојување на втората Суперкуп титула. Голманот на Вардар, Арпад Штербик, имаше вкупно 18 одбранети топки на првиот дуел од Б групата на Ракометната лига на шампиони против Монпелје и од страна на Европската ракометна федерација беше избран во идеалниот тим на колото. Вардар го победи Монпелје со 30-25, а Штербик беше еден од најзаслужените играчи за оваа победа. Во идеалните 7 играчи во првото коло од Ракометната лига на шампиони, покрај голманот на Вардар, на позицијата лево крило се најде Андерс Егерт од Фленсбург, лев бек Лука Митровик Елверум, среден бек Дејан Бомбич од Пик Сегат, десен бек Холгер Гландорф од Фленсбург, десно крило Кристијан Бјорсен од Кристијанштад и на позицијата пивот Тиаго Рочо од Висла. Широките врати кои им се отворија на странските кошаркари го попречуваат патот на домашните. Правилото донесено пред 2 сезони за зголемување на нивниот број се повеќе се одразува негативно врз домашните играчи. Летово наместо во домашни, со голем интензитет се инвестираше во странски играчи, претежно од Србија. Тој тренд ги остави македонските кошаркари без ангажман. Така на крајот од септември, околу 20 на кошаркари со врвни достигнувања во прволигашката конкуренција, меѓу кои играчи со интернационална кариера, па дури и репрезентативци, се слободни играчи. Дел од клубовите оправдуваат својата постапка со изговорот дека сумите што ги бараат домашните играчи се нереално високи за наши услови. Па така, нив им останува да прифатат ангажман за многу пониска цена, доколку немаат намера да ја завршат својата кариера, затоа што шансите за трансфер во странство од година во година се позначително се намалуваат, со што излезот на интернационалната сцена е малку веројатен. Но сепак проценките се дека доколку се продолжи со ова темпо, не само што во Македонија нема да се произведуваат нови кошаркари, туку ќе останеме и без оние кои ги имаме. Возачот во Формула 1 Дженсон Батон наскоро ќе го објави крајот на својата кариера. Целата кошаркарска јавност го фали Гасол за неговата брилијантна представа на Европското првенство. Меѓународен спорт. Возачот во Формула 1 Дженсон Батон наскоро ќе го објави крајот на својата кариера и крајот на сезоната за него ќе значи пензионирање од Формула 1 трките, соопштуваат британски медиуми. 35-годишниот Батон не успеа да постигне договор со Мекларен за продолжување на соработката, а бидејќи на оваа возраст не сака да вози за кој било друг тим, тој неверојатно ќе се одлучи да се повлече од трките. Батон во 2009-та беше шампион со Браун, сегашен Мерцедес. До оваа недела тој беше оптимист дека ќе се договори со раководството на Мекларен, но сега се зборува дека во Јапонија за време на следната трка од Формула 1 шампионатот би можел да го објави своето пензионирање. Целата кошаркарска јавност го фали Паул Гасол за неговата брилијантна представа на Европското првенство. Искусниот Гасол во полуфиналето против селекцијата на домакинот Франција уфрли 40 поени, што е прв пат од 2006 година еден играч во надпревар од Европско првенство, Светско првенство или Олимписки игри да уфрли минимум 40 поени. Пред 9 години тоа му успеа на Дирк Новицки, кој на Мундо баскетот во Ангола постигна дури 47 поени во мечот кој имаше дури 3 продолженија. Од тогаш минаа 626 надпревари,
Останува да видиме уште колку ќе бидат потребни, некој повторно да ја пробие магичната граница од 40. Од тогаш минаа 626 надпревари. Останува да видиме уште колку ќе бидат потребни, некој повторно да ја пробие магичната граница од 40. Новак Ѓоковиќ, светскиот број 1 рекет во моментов, со нов рекорд кога се во прашање Грем Слем турнирите на тврда подлога. Светските медиуми пренесуваат дека после US Open Ѓоковиќ има резултат од 107 победи и само 15 порази во својата кариера. Овие резултати се однесуваат на Австралија Open и US Open, податок кој го прави Новак победник во 87,70% од дуелите. На тој начин, зад себе на втората позиција го остава Федерер со 86,93% и Пит Сампрас со 86,57% на третата позиција. Денеска имавме умерено облачно време со сончеви периоди. Утре не очекува слично време. Еве ги деталите. Ова беше последната информација за денес. Пријатна вечер со програмата на К1.